И зелена иднина градиме е насловена традиционалната акција на детската градинка Кочорацин од општина Центар, чија цел е едукација на најмладите за чиста животна средина. Таму беше колешката Јована Костадиновска. Ова утро ви прикажуваме една преубава приказна која што традиционално Кочорацин градинката секој месец ноември ја организира. Годинава е малку поголема, а директорката Габриела Алабашовска ќе ни каже повеќе детали за истата. Добро ве најдовме, претпоставувам. Добро дојдовте во нашата преубава градинка. Преубав двор, секогаш со големо внимание го украсувате. Секогаш има некој катче кое што е ново. Но месец ноември е месецот кога градите и создавате иднина, така? Точно така, значи секој ноември, пред 3 години започнавме, секој ноември да правиме една зелена средина. Зошто се прашавме, зошто децата од нашата градина, од градинка, од нашата урбана средина, не творат и не играат во една убава зелена средина. И така се договоривме едно ноемвриско предполадне, пладне, заедно со вас родителите, да направиме една убава зелена градинка, каде што учествуваше градинката, а и подпомогнати од родителите и децата. И така тоа стана традиција секој 3 години, да секој ноември ние градиме. За жал, во времето на пандемија не можеме родителите да ги викнеме, затоа се организираме вработените, заедно со вработените, со децата, со учителките, да го збогатиме и да направиме оваа преубава градинка, зелена градинка во една урбана средина. И се надевам за понатаму оваа традиција дека ќе продолжи и дека децата кога ќе заминат оваа градинка, дека кога ќе дојдат, сепак ќе ја видат она што оставиле за нив, зад нив, за едни генерации. Знаат кое дрвце го посадиле. Верувам дека знаат која иднина си ја оставиле зад себе. Така. И дека и овие кои што се помалите, потоа и во одржувањето, излегуваат надвор, често сте во дворот кога е убаво времето и што велат тоа дрвце е наше. Така, значи секој дрвце си има свое име, името на групата. И тие сабајле, кога искачаат наутро, си го гледаат дрвцето, си го вадат, си гледаат колку пораснало, нели како им напредува. И се гордаат сите со нивната дрвце, секој дрвце, како што реков, има и свое име, името на нивната група. Посакувам оваа традиција само години да ви трае, ви благодарам, а сега ќе прашаме и дел од наставниот кадар тука, како ги одржуваат после зелените иднини кои што денес ги садите. Многу ви благодарам. Со нас е една од учителките тука, Маријана Гиразова, со која што разговараме за активностите во месец ноември, кога се гради, се создава нивната иднина на малите дечиња со садниците кои што денеска ќе бидат поставени. Добро утро. Добро утро. Што е оно што го правите во месец ноември? Освен што денеска ќе посадите садници, како подоцна со дечињата се едуцираат, што правите тековно? Значи, денеска ќе ги посадиме дрвцата, нашата иднина, а подоцна, значи, дечињата секој ден, значи, зависно од временските услови, ќе излегуваме во дворчето, ќе си ги наблюдуваат дрвцата, ќе ги наводнуваат, ќе учиме за нив, значи ќе ги Како да не замрзнат? Да. Тоа ќе ни кажат и дечињата подоцна, затоа што нашата активност денеска покрај садењето е како да ги заштитиме останатите дрвциња. Значи денеска ќе имате и проектна активност. Добро. Така. Ајде сега да ве прашаме дечиња, ова е група пеперутки. Група пеперутки, денеска што правите? Што правите денеска? Ќе садиме дрва. Садите дрва денеска, садници. И зашто ги садите дрвата? Зашто да
Да не смрзнат. А ќе учите денес да не смрзнат. А зошто ги садите? Ајде да прашаме некој тука. Зошто садите дрвца денес? Да не смрзнат. За да не биде воздухот како? За да биде чист воздухот, за да биде убаво. Да, и после ќе си ги полевате дрвцата? Да. И секој дневно ќе си го гледате дрвцето колкаво ви пораснало? Да. Дали сакате кога садите дрвце, кога имате вакви активности? Да. Многу е убаво заедно со учителките? Да. Браво, значи полни раце работа. Ајде да видам како садите дрвце, може? Да. Ајде. Нашата градинка секој ден е посебен, секој ден е бајковит, секој ден е одепен. Во нашата градинка со песна си негуваме, пријатни си спремаме, со љубов се негуваме. Засади дрво, чуваја природата и вдиши чист воздух. Мотото на градинката Кочо Рацин, матичен објект. Нека ова биде само еден поттекст за многумина да се вклучат во вакви еколошки акции. Од најмали нозе се учиме како, кога ќе пораснеме, да ја чуваме нашата иднина, да ја чуваме околината и да ја чуваме природата.